Кој бил надлежен и одговорен за модуларната болница ако сите се прогласуваат за ненадлежни? Министерството за здравство, општина Тетово и директорот на болницата. Ова е кругот во кој од еден на друг се префрла одговорноста за модуларната болница. СДСМ го штити министерот Филипче, дуи пак директорот Бесими и градоначалничката Арифи. Тендерската документација која вчера ја објави Дојче Веле открива дека за планот за регуларно одржување на инсталациите, односно за струјата, водата, одводната мрежа и грејењето, како и за заштита од пожари и имплементација на заштитни мерки, одговорни биле локалните власти и болницата. Но од болницата отфрлаат одговорност. Тоа не е во надлежност на медицинскиот персонал. Не е наша надлежност. На болницата? Да, не е надлежност на болницата. Се уште сите сме во исчекување, уште нема никакви информации. Се уште чекаме што побрзо да се расчисти овој случај. И општина Тетово отфрла каква било одговорност. Тврдат дека тие немале надлежност ниту за противпожарната заштита, ниту пак за водоводот и канализацијата во него. Сето тоа било надлежност на централните власти и на изведувачот. Изградбата на модуларната болница била реализирана со посебен закон, каде што сите надлежности биле насочени кон централно ниво, односно кон Министерството за здравство. Модуларната болница е градба од прва категорија и за истата инспекцијски надзор врши Државен инспекторат. Во однос на инсталациите за водовод и канализација, истите биле во надлежност за градење од страна на изведувачот, а општината извршила само приклучок. Системите за безбедност и за гаснење пожари, контролата на нивната функционалност, исто така се во надлежност на Министерството за здравство. И додека одговорноста скока од една на друга страна и додека се чекаат извештаите од истрагата, јавноста, пред се семејствата на загинатите во пожарот, ја бараат вистината за причините за трагедијата, но и не се откажуваат од одговорноста и барањето оставки на надлежните.